свој работен век го побира како професор по македонски јазик во гимназијата во Кавадарци, од кои 22 години како директор. За мене тој е еден од малкуте кавадарчани кои толку добро го познаваат македонскиот јазик, но и го практикуваат во секојдневниот говор. Наборот професионалните обврски, тој е истакнат општествено-политички, културен и спортски работник. Овој значаен труд на професорот Добре Ставро со својата автентичност и комплексност представува амбициозен, но и пионерски захват со опфаќање на сите специфики на општествено-економската положба, сите позначајни револуционерни процеси и појави во периодот од формирање на гимназиското образование до денес. Како резултат на многогодишни истражувања, своји лични сознания и искажување на постари колеги, обилно користење на архивска документација и стручна литература, авторот на овој труд направил сериозен обид да ни даде историски и хронолошки приказ за почетоците од работата на гимназијата од времето на османлиското владење со овие простори, српската и бугарската окупација на нашата земја. Посебен акцент е даден на работењето на гимназијата од ослободувањето до 2013 година, а повод кажавме дека е 120 години од основањето на гимназијата во Кавадарци. Во нашата гимназија до сега има завршено 10.213 ученици. Тоа е една огромна бројка. Од тие 10.213 ученици, 4.529 се со високо образование, а 934 со висше образование. Така да, вкупниот број на ученици што се здобиле со повисоко образование од основното е 5.829, што во проценти изнесува 57%. Тоа е една импозантна бројка. Во монографијата е даден преглед на сите завршени ученици по список во кој се заведени со име, презиме, со година и место на раѓање и со стекнато повисоко образование од средното, од гимназијското. Ние имаме импозантна бројка на завршени ученици кои се во врвот на републичката научна елита.